почитувани гости, почитувани колеги и граѓани на Република Македонија. Денес го разгледуваме годишниот извештај за работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за 2025 година. Извештајот е обемен и отсликува работата на Комисијата за претходната година. Оваа комисија е основана со Законот за спречување и дискриминација кој беше донесен во 2020 година. Сакам да кажам дека како пратеник бев присутна во тој период. Сите пратеници, гласавме за и го поддржавме овој закон се со цел да ја намалиме дискриминацијата во нашето општество. Тоа значи дека сите пратеници од сите политички партии го поддржаа законот и дека настојуваме дека со текот на годините ја очекувавме дека нема да има дискриминација, но за жал годишниот извештај покажува дека дискриминацијата за разлика од претходните години постојано расте. Но битно исто така да се каже од годишниот извештај дека покажува јасен тренд на зголемување на довербата на граѓаните во оваа институција. Значи, самите бројки покажуваат дека луѓето се повеќе се обесхрабруваат да пријавуваат и да доставуваат преставки до ова комисија, што значи дека 444 преставки има поднесено од физички и правни лица, а 4 преставки се поведени по службена должност. Тоа е директен показател дека граѓаните се повеќе ја препознаваат Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како ефективен механизам за заштита на човековите права. Да не се повторувам, веќе во извештајот и председателот ги покажа бројките, значи во 2025 година работеле вкупно на 559 предмети, највисок број досега, како што реков, од кои 448 биле нови случаи, а 111 пренесени од претходната година. Извештајот покажува понатаму дека дискриминацијата не е маргинален проблем, напротив, таа е системски присутна, особено во работните односи и на етничка основа. Во однос на 2024 година имаме зголемување од 10% и 14% над просекот кој што било од 2022 до 2024 година. Понатаму најчести основи на дискриминација, како што реков, се национална, етничка припадност, што не би требало да биде така во државата, 22%. Понатаму области на дискриминација се работата и работните односи, 52%, што навистина исто така еден висок процент. Како главен дискриминаторски основ се јавува политичкото уверување во јавниот сектор и бременоста и синдикалното членување во приватниот сектор. Битно е да се каже понатаму дека по сите поднесени преставки не значи дека имало основ на дискриминација. Од 151 мислење по спроведена постапка, во 56 случаи или 37% било утврдена дискриминација, а во 95 случаи во 63% не била утврдена дискриминација, што покажува дека голем процент од преставките биле без основ за дискриминација, како што рече и председателот, дека се упатени до други институции каде што треба да се обратат оние што пријавиле дискриминација. Превентивни активности кои ги реализирале се разговори за еднаквост околу домувањето на ромите, како што рече председателот, национални кампањи, еден тим за секое дете нулта дискриминација, 1 од 5 стоп за сексуално насилство врз децата. Добро е што има обуки за парламентарни асистенти, извршени ученици, вработени во институции и така натаму. Тоа што е позитивно за комисијата и треба да се спомне е што има развод довербата и дигитализација исто така и за пофалба, затоа што 52% од преставките се поднесени по електронски пат. Значи има поголема видливост преку кампањи и медиуми, но не е доволно, како што рековте и вие, има потреба од поголема видливост за да може да се работи на превенција од дискриминација, а не на заштита. На крај можам да заклучам дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација е се позрел и поактивен национален механизам за заштита на дискриминацијата и во овој
годишен извештај, дава јасна слика за своите надлежности и сликовито преку бројни статистички податоци ја пренесува својата работа до нас пратениците, па и до цела јавност. Секако треба да се слушне гласот ваш за потреба од ресурси и кадар за да се постигнат очекуваните резултати во иднина, затоа што, како што видов од извештајот, работите со екстремно намален капацитет, односно со 37% мислам капацитет на вработени. Ви посакувам да продолжите и понатаму со вашата работа. Се надевам дека ќе имате донесени одлуки за вработување. Денес мислам дека добивме една таква одлука за ново вработување, за јавен оглас, па се надевам дека ќе позитивно ќе влие за понатамошната ваша работа. Благодарам. Благодарам, колешке. Дали некој има